Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва наша гостинка е шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Во фокусот се законот за амнестија за 27 април, бегството на Никола Груевски, случајот со замрзнатите 11 милиони евра во Монако. Дел од обвинетите за 27 април ќе бидат амнестирани, но обвинителката Русковска тврди дека е на трагата на нарачателите и организаторите. Мислам дека во скоро време ќе излеземе со нова наредба за истрага. Значи, директно тоа што се случувало во седиштето на ВМРО-ДПМН е поврзано со предистрагата што ја водите за нарачателите и организаторите. Добро, ова е нешто ново што првпат го кажувате. Дали амнестијата треба да ги опфати водачите на протестите? Дурловски, Бетмен, Јовановски, Дамовски. Мислите дека треба да останат обвинети? Јас лично мислам да. Обвинителството лоцира пропусти за бегството на Груевски. Имате индиции за одговорности и пропусти каде од овие институции што ги наведовме? Па мислам дека кај дел има пропусти. Останете со нас, интервјуто со Русковска почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Законот за амнестија, донесен во завршницата на судскиот процес за 27 април, кого опфаќа, а кого не овој закон, ќе се откријат ли нарачателите и организаторите на настаните во собранието, докаде е предистрагата за бегството на Никола Груевски, се темите во интервјуто со шефицата на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска, што го снимивме денеска во просториите на ова обвинителство. Госпоѓо Русковска, благодарам за овој интервју. Вчера употребивте релативно умерен термин за да изразите став за донесениот закон за амнестија. Рековте како обвинител што вложил многу труд во овој предмет, но и како граѓанин сте незадоволни. Јас ќе ве прашам дали се чувствувате поразен од политиката? Изразот поразен е пресилен израз, да кажам, во оваа смисла. Пак ќе останам на она што го кажав вчера, дека не сум задоволна. А поразена, мислам дека е сепак прејак израз да се употреби во оваа смисла. Ако реалистично погледнеме на работите, од една страна собранието има изворна уставна надлежност да носи закон за амнестија, но од друга страна факт е дека тој закон сега прави директен упад во судскиот процес за 27 април, што е во тек. Кој што кажавте, собранието има надлежност и единствено собранието има надлежност да носи било какви закони. Сметале дека треба да се донесе таков закон, а јас не само овој закон, има и други закони, па вклучувајќи одредени одредби у кривичниот законник, што мене лично, например, не ми се допаѓаат, дали според содржината, дали според висината на казната, ама како обвинител морам да ги спроведувам. Во вчерашната ваша изјава рековте дека законот не е прецизен. Може ли малку по-конкретно да кажете на што мислите при тоа кога велите дека законот не е прецизен? Па, например, во делот, каде што пишува лица со прикриен идентитет, кои употребиле физичка сила. Сега треба, затоа и реков, ќе се реферира за секој поединечно кој ќе поднесе барање за амнестија, ќе се реферира пред јавниот обвинител и колегите од јавното обвинителство и да заземаме став што подразбира тоа физичка сила. Дали, например, обично турнување на полициски службеник може да се смета за физичка сила. Затоа што за другите, после следно лица што употребиле насилство. И сега едно е значењето на насилство, нормално, друго е значењето на употреба на физичка сила и од тие причини реков дека малку е и
непрецизен законот во тој дел. Во делот на амнестирањето на обвинети според членот 313, членот кривичниот законник на кој што се темели вашиот обвинителен акт во овој случај, како правник, но и како обвинител, дали може на ваков начин да се прави разлика меѓу обвинетите за исто кривично дело, со опис на дејства? Бидејќи 31 лице се обвинети 30 лица. според 313, да, 20 за помагање точно. при извршување на ова кривично дело. Сега законот за амнестија се обидува да направи разлика меѓу овие обвинети за исто кривично дело со опис на действија. Јас не сум правник, но мене ми се чини малку необичен тој пристап, бидејќи не се наведува конкретно кривично дело. Вака, јас во обвинителниот акт имам точно опишано кои од обвинетите кои действија ги превзеле Или не ги превзеле. или не ги превзеле, така да и поради тоа предпоставувам, не знам која била интенцијата на законодавецот, предпоставувам дека тие тргнале од тоа. Затоа што Значи, за вас не е спорно тоа. Напротив, како што па кажувате, не е сега затоа ќе ви помогне. затоа што во обвинението се опишани действијата на секој поединечно. Да, бидејќи законот ќе амнестира или ќе опфати еден дел од обвинетите според членот 313, но друг дел нема да ги опфати, од тука таа мала, како да кажам, нејаснотија. Добро, мене ми интересира ова, бидејќи законот прави исклучок за лицата кои што постапиле спротивно на службените овластувања при вршење на ова кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Па, например, слушав прашања во стилот, па пратениците немаат ли службени овластувања? Бидејќи сега целата се чини ова иницијатива беше поврзана со намерата да се амнестираат пратениците. Пратениците немаат службени овластувања, тие се функционери. Не можеме да ги сметаме како службени лица, тие се функционери. Значи може да бидат мирни. Видете, точно они ги отворија вратите и тоа сите видовме, тука нема дискусија. Но службените лица од 6-та управа, полициски службеници, кои стоја на скалите и гледаа како ни ги отвараат вратите и не превземаа ништо да ги спречат. Само еден се обиде. Едно од прашањата... Не може да се намали одговорноста на полициските службеници. Зошто се тие обезбедување на собранија? Да, го слушаме Зијадин Села деноиве како вели оние кои што овозможија луѓето да влезат во собранието со отворање на вратите ќе бидат амнестирани, а еден од обвинетите кој што е припадник на собраниското обезбедување најверојатно нема да биде опфатен со амнестијата, па се обидува. Да, и тој стои на скалите и гледа како се отвараат вратите. Да. Ова сега ме интересира. Ќе го преквалификувате обвинението за делот обвинетите? Па можеби не да го преквалификувам. Можеби некои од обвинетите ќе бидат во член 324 став 1, но ќе им остане и делот од 313. Ќе бидат како обвинети организатори. Здружување заради непријателска дејност. Како организатори во став 1. За сега осомничен по таа одредба од кривичниот законник е поранешниот директор на УБК, Владимир Атанасовски, мислам дека е неговото име и презиме, тој и во притвор. Сега, што значи ова? Тој ви е осомничен во предистрагата во која што се обидувате да ги пронајдете организаторите и нарачателите? Да. Сега, зошто велите дека дел од овие обвинети ќе бидат обвинети и според овој член ќе ги спојувате двата предмета? Па не мора да се спојуваат. Во секој случај,
Овој предметот, кај што е осумничен Владимир Атанасовски, тој ќе оди како посебен предмет, но не ме спречува во истиот предмет кој се води сега за 27 за одредени лица. Јас не викам дека така ќе биде, но имам законска можност исто да ги подведам под Сдружување заради непријателска дејност. А кога ќе го направите тоа? Ако го направам, ќе го направам во завршни зборови. Во завршни зборови. Дел од адвокатите на обвинетите излегува со став дека можеби ќе треба ново обвинение во овој случај, за кој што има тековен судски процес. Тезата е дека доказите за обвинетите што ќе бидат амнестирани треба да се извадат од постапката. Ја не знам од кој закон тоа го прочитале колегите адвокати. Ако некој е амнестиран, не значи дека не е виновен. И затоа и судијата Кацарска рече дека е преуранет законот, затоа што можеби она би донела ослободителна пресуда, а овака се опфаќаат под закон за амнестија и не можат да докажат дали биле виновни или не. И затоа кажувам зошто би се издвоиле доказите за нив. Они не се ослободени од обвинение. Само ќе потпаднат под законот за амнестија. Тоа што би значило практично во завршните зборови ако веќе законот е стапен на сила, ако дел од овие обвинети добијат решение од судот дека се амнестирани, ако е заокружена целата правна постапка во завршните зборови, вие ќе се реферирате на овие обвинети, на амнестираните обвинети? Или премногу хипотетички прашања поставувам? Премногу хипотетички прашања на таа тема и размислуваме со јавниот обвинител на Република Македонија, но си уште немаме донесено став. Слушам различни коментари за тоа што финалниот збор е оставен сепак на судот, по претходно прибавено мислење од јавното обвинителство за тоа кој финално ќе биде амнестиран, а кој не. Вие вчера рековте дека сметате дека тоа е позитивна работа, други велат вообичаено би било собранието кога носи закон за амнестија да биде јасно од законот кој е практично амнестиран и сега не знам каде е тука вистината. Од овој закон јасно е дека се амнестирани, например, пратениците, двајцата обвинети од кабинетот на председателот поранешен, односно председавачот во тоа време со собранието Трајко Велјановски, според това како е сега законот. Така да... Што е со организаторите на протестите? Затоа ви кажав, значи за сите останати ќе се одлучи во јавното обвинителство на Република Македонија. Оваа воздржаност значи дека околу организаторите имате дилеми? Па јас, например, немам, а не знам што ќе кажат колегите во Републичкото обвинителство. Мислите дека треба да останат обвинети? Јас лично мислам да. Според која одредба од законот? Како Не мислите? се опфатени. Бидејќи се чини дека... Не се опфатени организаторите. Вие би ги подвеле под таа одредба. Но добро. тоа е мое лично мислење, не значи дека така и ќе остане до крај. Значи, сметате дека имате случај кој што во завршни зборови можете да го браните за судот да донесе осудителна пресуда? Да, дефинитивно. Бевте убедена дека низ доказната поставка успеавте да го докажете обвинителниот акт, бидејќи уште на самиот почеток имаше дилеми, 33 обвинети за исто кривично дело, ќе успее ли обвинителството да го докаже сето тоа. Се разбира, јавноста немаше шанса во детали внатре во судницата да го следи тоа, го следеше низ новинарските извештаи, но дали сте убедена дека успеавте ваков комплициран обвинителен акт да го докажете? Јас сум убедена во тоа.
А мислам и колегите, ваши новинарите кои го следеа од почеток предметот, мислам дека и тие се убедија. Не сакам да заборавам еден детал од обвинението. Тоа е моментот кој што го наведувате како некаков почеток на развој на дејствата. И таму во описот на обвинението велите на начин што откако телефонскиот број тој собственост на службата за општи заеднички работи на владата на Република Македонија, НН лице кое потоа се испостави дека веќе не е НН, од обезбедувањето на Никола Груевски, тогаш председател на политичката партија ВМРО ДПМН, кој се наоѓале во Виена, Австрија, во 14:30 контактирал со обвинетиот Александар Василевски Нинџа и така натаму се испостави дека тоа е телефон што го користел неговиот брат, но овој момент беше наведен како иницијален момент во развојот на дејствијата. На крај од она што го видовме во доказната постапка, некако се чини дека ова виси од обвинението. Затоа што братот на Нинџа, мислам дека беше негов сведок беше при изнесувањето на неговата одбрана, наведе дека приватен разговор имале, си разговарале за својата мајка. Сега некако ми виси. Вака. После тој разговор, значи Нинџа и Колјо, Александар Василевски и Никола Митревски, почнуваат да се јавуваат по луѓево, кои дел беа со маски, поголемиот дел со маски, помалиот без маски, и кои тргнаа према собранието и поголемиот дел од нив и влегоа внатре. Има и друг момент, што во 16:30 часот Никола Груевски му праќа порака на Трајко Велјановски дека од сигурни извори разбрал дека дента ќе биде биран нов председател на собранието. Така да, ако ги земаме сите овие работи, во некој случај и повеќе посредни докази укажуваат дека нешто се случило. И како се случило. И дека тоа не било разговор, приватен разговор. Така. Во која фаза ви е предистрагата околу организаторите, нарачателите, како таму ќе ги наречеме, не знам? Па мислам дека скоро ќе излеземе со Наредба за истрага. Со наредба за истрага. Колку лица се осомничени? Се уште не се ни еден. Додека нема наредба за истрага, имаме моментално само еден. Само поранешниот директор, Да, директор во... Владимир Атанасовски, да. Предпоставам дека ова би требало да значи дека јавноста ќе ги дознае нарачателите и организаторите. Да. Дали на некаков начин со ова треба да го поврзуваме, да ги поврзуваме наводите од одбраната на Нинџа, во која што наведе ситуации и лица, особено интересни за јавноста, беа присутните во седиштето на ВМРО ДПМН во критичните часови на 27 април, пак ќе кажам, Нинџа тврдеше дека тие лица во тоа време биле таму, наведуваше дури и кој со кого и како коментирал. Вие комуницирал во првична изјава рековте ги проверуваме наводите на Нинџа. Дали во меѓувреме нешто од ова проверивте? Да, поголемиот дел е проверено. Затоа и ви реков, мислам дека во скоро време ќе излеземе со нова наредба за истрага. Значи, директно тоа што се случувало во седиштето на ВМРО ДПМН е поврзано со предистрагата што ја водите за нарачателите и организаторите. Добро, ова е нешто ново што прв пат го кажувате, се разбирам дека станува збор за предистрага и дека не можете многу детали да откриете. Мислам дека можеме да заокружиме околу овој тековен случај, ќе видиме како ќе се развиваат натаму работите. Судењето е на самиот крај на главната расправа. Кога очекувате завршни зборови?
Не знам, треба судијата да каже. Зависи од судијата. Можно е следната недела тоа да се случи? Не верувам, од едноставна причина што си уште не се готови сите записници од главните расправи. Треба да ги имаме записниците и јас како обвинител и одбраната, за да може да се спреми и завршниот збор. Добро, во меѓувреме може би законот ќе стапи на сила, дел од постапките ќе почнат, па ќе видиме сето тоа како и дали на некој начин ќе интерферира едно со друго. Ќе направиме уште една пауза, по која ќе го видите преостанатиот дел од интервјуто со Вилма Русковска, во кое разговараме за предистрагата за бегството на Никола Груевски, евентуалните пропусти кај надлежните институции за замрзнатите 11 милиони евра во Монако, за случајот со прислушувањето на телефонската централа во јавното обвинителство. Останете на осад. И понатаму сте со 360 степени. Во продолжение е вториот дел од интервјуто со првиот човек на обвинителството за гонење организиран криминал Вилма Русковска. Сакам да ве прашам за бегството на Никола Груевски. Поминаа недели откако соопштивте дека сте успеале да ги набавите снимките од граничните премини од Црна Гора и Албанија. Ги добивте, ги прегледавте? Не. Не се добијани. Зошто? Па им требаше повеќе време, затоа што колегата ги барал снимките од сите гранични премини, им требаше повеќе време. Мислам дека утре ќе ги имаме. Од Црна Гора. Албанците уште ги собираат, не се готови. Тоа би значило дека се уште не може да ве прашаме дали е точно дека Груевски излегува од овие земји со дипломатски возила на Унгарија. Дали е утврдено како Груевски и каде ја напуштил Македонија? Се уште не е утврдено. И тоа го проверуваме. Дали тоа значи дека предметот се уште ви е во релативно рана фаза? Видете, она што го имаме до сега собрано, ќе биде презентирано пред јавниот обвинител на Република Македонија и би сакале да излеземе со првични информации за она што до сега е сработено и до сега што го имаме. Првични информации пред Републичкиот јавен обвинител или пред јавност? Пред јавност. Да, бидејќи за тоа да се договориме со Републичкиот обвинител и со првични информации да излеземе пред јавност. Ставно збор за триаголник на институции вклучени во овој случај. СЈО, судот и МВР. Ја истражувате, предпоставам, одговорноста, пропустите на институциите, така и на одговорни лица во овие институции. Меѓу другото и тоа, да. Министерот за внатрешни работи повеќе пати се воздржува од давање изјави, велејќи дека обвинителството води предистрага. Таму треба да се бараат сите информации. Меѓу другото, мислам дека во една или две прилики рече дека дури лично тој е дел од предистрагата, па затоа и не сака да коментира. Не. Јас кажав дека лоцираме евентуална одговорност на институции, а паралелно со тоа се обидуваме да го дознаеме движењето пред бегството и за време на бегството на Никола Груевски. Имате сознание како излегол од зградата? Мислам дека се уште немаме. Добро. Уште ова да ве прашам, имате индиции за одговорност и пропусти кај дел од овие институции што ги наведовме? Па мислам дека кај дел има пропусти. Мислам дека се станува збор за ненамерни пропусти, бар според она што до сега го имаме. МВР или судот? Не
Не би Не би ви кажувам, коментирала. не би коментирала, ќе излеземе со првичните информации. Кога планирате да излезете со првичните информации? Па не знам, ќе се договориме, ќе бидете навремено известени. Но се уште сте далеку од наредба за истрага. Да, се уште сме далеку. Значи, ќе излезете со информации во оваа фаза на предистрага. Да, со информации за тоа што имаме до сега собрано и со кои информации до сега располагаме. Некако бавно оди целата работа? Па вас бавно ви одеше и додека го работев во предистрага 27, па после излезе добар предмет. Добро. Имате ли напредок во случајот со продажбата на фирмата собственик на Диамет, една од фирмите со концесија за диализа во Република Македонија? Да подсетиме, станува збор за случај кој што доби внимание во јавноста поради, меѓу другото, и поради притворот на Сашо Мијалков. Остана нејасно. Сега вие може да кажете дали тие пари кои што од продажбата на оваа фирма Метрополитен се замрзнати во овој момент на ваше барање, се поврзани со Сашо Мијалков? До сега, што ги имаме собрано доказите, кои патем речено се уште се во фаза на собирање, немаме никаква поврзаност на овие пари со Сашо Мијалков. А дали имате индиција за нивна поврзаност со друг функционер од претходната власт? Например, Никола Груевски. Бидејќи таму индиректно се споменува името на кумот на Никола Груевски од неговиот прв брак. Вака, вчера добивме мејл од колегата обвинител од Монако и во кој наведува дека е во фаза на прибирање на сите докази кои ги баравме со меѓународна правна помош и дека кога ќе ги собере, веднаш ќе ни бидат доставени. Така да, кои ќе ни бидат пратени тие докази и документи што ги очекуваме од Монако, ќе знаеме многу повеќе за евентуалната поврзаност на бивши функционери со ова. Има некаква временска одредница во мелот што го добивте, кога може да ги очекувате документите? Не, нема. Затоа што и не зна и колегата кога ќе успе да ги собере, ама рече се обидува во најкраток можен рок тоа да го заврши. Во целиот случај се појавува името на Вера Иванова како собственик и управител, одговорно лице во целата мрежа на фирми. На крајот тој ланец на собствеништво завршува во британските Девствени острови. Досега не видовме, иако имаше обиди преку одбраната што има ангажирано Вера Иванова на јавноста да и се дадат на увид документи дека само таа и никој друг е собственик на овие фирми. Досега јавно Вера Иванова не докажа дека е собственик на фирмата во британските Девствени острови. Да, видовме документи дека е одговорно лице, но тоа не значи дека е собственик. Имате некакви поконкретни сознанија околу тоа? Немаме, и тие докази и документи сме во фаза на прибирање и чекаме да ни бидат доставени. Случајот прислушување во обвинителството беше актуелен, но тоа мислам дека не е предмет што вие го водите. Не, основното јавно обвинителство Скопје. Да. Дали кај вас биле прислушувани телефоните? Не знаеме и од кај нас се одземени хард дисковите, така да се уште немаме локали. И ние. Немате Затоа што локали? сме на иста централа, ние со зградата на јавното обвинителство. Ама тоа значи дека веројатно и вие сте биле снимани. Веројатно, да. Имате некакви сознанија, ете како на некој начин? Не знам дали е пушнато вештачењето, бидејќи не е предметот кај нас, така да не можам по-конкретно да кажам до која фаза е постапката. Снимани се и дојдовни повици? Што ви се сознанијате? Или само интерната ваша комуникација по локалите? Не знам. Не знаете. Не знам. Имате од што да стравувате лично вие? Не, сигурно не. Мислам дека првично е договорено
да се види дали во тие снимените материјали има логови. Значи, дали некој од надвор влегол за да превземе некои снимени разговори. Доколку нема логови, мислам дека и ќе се и заврши така постапката, затоа што никој не ги слушал тие разговори снимени. Но сакам да ја појаснам на јавноста дека сега се прегледуваат снимени разговори од 2016, но снимањето е од 2013, кога е инсталирана централата во зградата на јавното обвинителство. Системот е таков, после 3 години отпочнува одново да снима. Со тоа што, доколку се прави вештачење, може да се извадат и тие, без разлика што се избришани, и тие за претходните 3 години од 2013 разговори и да се види дали и таму има некои логови. Имате некакви сознанија дали има или нема? Не, немам. Немате? Не. Немате. Добро. Има ли нешто друго актуелно ново? Вака, сакам на јавноста да ја кажам дека денеска по допрен глас отворивме предистрашна постапка во врска со додатокот од 35% кој си го додели Републичкиот судски совет. Бидејќи тие според закон, ниту Републичкиот судски совет, нити Советот на јавни обвинители имаат право на таков додаток. Зашто е предметот? Што ќе проверувате? Ќе проверуваме кој земал и дали има основ. Например, сега овие суди што беа ново избрани, сега што стапија на функција, тие имаат право затоа што биле суди. Но членовите на судскиот совет, без разлика што се дел од нив суди, колку што ми е познато не се сите, немаат право на тој додаток. Како што ќе немаат и овие сега новоизбраниве суди понатаму на тој додаток. Тоа е одлука на судскиот буџетски совет, така? Да. Предметот е за членовите на судскиот буџетски совет. Да. Таму прв човек е председателот на судскиот совет, Караџовски. Тој би требало најмногу да биде насекиран од ово. Ќе видиме, ви кажав, само сакав јавноста да информирам. Тоа е од денеска, каде ќе не води предистражната постапка, ќе биде јавноста информирана. Судскиот буџет, кој што е очигледно далеку од тие 0,8% од БДП кои што се законски предвидени како минимум, од една страна состојбата е очајна во судовите, претпоставам дека не е ништо подобра ниту во обвинителството, но од друга некако се испоставува дека ни судовите немаат доволно административен капацитет за да ги трошат парите, бидејќи треба јавни набавки да се прават, треба проекти и така натаму, затоа сето тоа треба луѓе, а немаат доволно луѓе. Какви се состојбите кај вас конкретно во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција? Ако е таму очајно, кај нас е поочајно. Затоа што уште кога се смени законот за кривична постапка и кога истрагата премина во надлежност на јавното обвинителство, без разлика кој е, ниту во буџетот за следната година, например, тој стапи на сила 1 декември 2013, нити во буџетот за 2014, нити за било кој буџет наваму е предвидено зголемување на буџетот на јавното обвинителство, затоа што нас реално многу ни се зголемија трошоците. Сега ние ги плаќаме вештачењата, ние ги плаќаме преводите. Ако треба да ангажираме експерти, и тоа треба да се плати. А никаде не се предвиде зголемување на буџетот. Дури напротив, секоја година кој ќе се врши ребаланс на буџетот, се кратат
и средства од јавното обвинителство. Ова ве прашувам затоа што самиот назив на обвинителството имплицира голема одговорност да се гони организираниот криминал и корупцијата во земјата. Ве прашувам дали навистина имате капацитет да го правите тоа? Па видете, и покрај сето тоа, еве јас спремив некои податоци, ама на кратко ќе ги кажам. Значи, само за последната година имаме во предистражни и истражни постапки замрзнато околу 36 милиони 700 илјади евра и околу 195 илјади и 100 долари. Од овие во кој случај има најмногу? Најмногу има во случајов ова што е со Монако. И има во уште една предистрага и тука се големи средства и ќе бидат уште поголеми, се надевам од понеделник натаму. Така да ние покажуваме резултати. На што сега се реферирате? Ќе ни кажете? Бидејќи велите од понеделник натаму. Од понеделник натаму исто во и предмет. Во кој? Во еден од овие предмети, се не можам. Јавноста не го знае. Да ви кажам, мислам дека ќе има многу повеќе средства замрзнато. Гледате ли конкуренција кај СЈО со евентуално новите надлежности што би ги добило ако помине предлогот кој што сега циркулира јавно? Да не се преклопувате. Тука е најголемиот проблем, јасно да се дефинираат нивните надлежности, јасно да се дефинираат нашите надлежности. Законот оваков кој што е напишан, имавме, ми се чини во понеделникот, расправа по тој нацрт закон и во некои делови е доста испротивен на Уставот. Мислењето не може да постојат две обвинителства. Значи, во Уставот точно е дефинирана структурата на јавното обвинителство. И вон тоа не може да се оди. Односно, може ако се смени дел од Уставот. Сега како го правдате постоењето на СЈО, кој што практично не е дел од тој систем на субординација под републичкиот јавен обвинител? Како затоа што е привремено? Адхок тело. Потоа преголеми ингеренции се даваат на специјалниот јавен обвинител без можност било кој да врши контрола. Што апсолутно сметам дека не е во ред. Ке се согласите ли дека во една фаза сепак таа независност даде некакви резултати? Дека може би вреди да се размислува да се обезбеди некаква автономност во постапувањето на таа институција? Не. Апсолутно сум против. Точно. Беа формирани за одредена цел и ја исполнија својата цел. Јас сметам дека ако сакаме да се етаблираме како сериозна држава, не сме да има обвинителство кое е надвор од обвинителската структура. На таа дебата беа присутни колеги од Црна Гора, од Хрватска и од Романија. Чи специјалното обвинителство во Црна Гора и УСКОК, што е во Хрватска, тие се во рамките на јавно-обвинителската структура и во Црна Гора и во Хрватска. Не се надворот, имаат контрола од највисокото обвинителство и во Црна Гора и во Хрватска. Главно гледаме гонење на функционери од претходните власти во мандатите на актуелните извршни власти. Ретко кога гледаме високопрофилни случаи додека некој е на власт против одреден функционер. Изборот на јавниот обвинител на Република Македонија оди преку владата, меѓу другото. Владата е таа која што по огласот на крај
кажува кој е кандидатот кој што ќе биде предложен до Советот на јавни обвинители на избори. На некаков начин се одржува некаква врска помеѓу извршната власт и обвинителството. Се разбира, зависи од капацитетот, од професионалноста на првиот човек на обвинителството за тоа колку ќе биде независен, од еманципацијата на премиерот и другите, за тоа ќе сакаат ли, нема ли да сакаат да влијаат на работата на обвинителството и на судот и така натаму, но ако постои јавна обвинителска институција која што нема толку директно да биде поврзана со извршната власт, да речам, можеби ќе гледаме и повеќе случаи во кои што ќе бидат гонети актуелни функционери. Држи ли оваа логика? Не, апсолутно. Кој што сами рековте, све зависи од луѓето. Во суштина, и прибе во првичниот извештај имаше напишано дека немаме лоши закони, ама лошо ги спроведуваме истите. А луѓето се тие кои ги спроведуваат законите. 60-та година, кога стана председател Џон Кенеди, брат му го стави за главен државен обвинител на Америка. Па никој не рече дека не функционира обвинителскиот систем во Соединетите држави. Затоа, викам, све зависи од луѓето. Имате ли напредок во некој од предистрагите за случаите што дел по допрен глас, дел поинаку ги отворивте, а беа поврзани со постапување на актуелни функционери? Еве се присетувам да речеме на големиот тендер во здравство. Тој ваш ли случај е? Да, ние отворивме предмет по допрен глас, само тука е проблемот што се поништи тендерот. Нема Значи штета. уште, да, нема штета, тендерот беше поништен. А не значи дека нема да има. Добро. А отворен е случајот се уште, тоа велите? Мислите нема да има предмети и случаи? Дека ќе нема предмети и случаи. Мислам дека ќе има. Навестувате нешто, дека работите? Да. Добро, може би е ова добро за крај на ова интервју. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас за поканата. Наред е Саботажата. Автор е Сречко Поповски. Важните биографии кои за да бидат попривлечни македонските јавни личности самите си ги редактираат. Без исклучок стануваат предмет на подсмев, особено кога се соочени со директни учесници во историските настани, во кои тие се обиделе да го вметнат како значајно и собственото име. На Твитер излегол безброј фотографии со Филип од различни фронтови во различни ситуации, така да го сменив мислењето. И му давате признание дека бил ветеран? Секако. Петровски? Немам коментар за Стојанче и за 2001 за циркусите што ги прават на Твитер. Ветераните пак на дипломатијата кои изгледа почнале да гледаат на друг начин, ама од кога ги напуштиле мисиите во главните комшиски, а богами и светски дестинации, отсуството на капацитет да одработат за својата земја. Традиционално го бараат во огромен заговор, против кој тие наместо тогаш сега го креваат гласот и предизвикуваат солзи и неверица кај диаспората во Северна Америка. Ми рекоа ги разочара луѓето. Викам, зашто? Па вика, ти зборуваше дека виновникот, носителот, креаторот, лидерот, менаџерот на оваа наша катастрофа македонска е САД, Соединените американски држави. А вика, тие најголемиот дел со легејскиот дел, вика, тие Грција сметаат. Но не се само тие виновници. Има и локални фраери кои ја доведоа земјата до тоа дередже. Па оние кои постојано бараат потврда за својот интелектуален и академски потенцијал, во неможност да им се спротистават, решаваат сите тие што немаат став како нивниот, во согласно со тактиката на оние на кои им беа подопашници, да ги ставаат на списоци, на одродници и предавници. Сакам да ги запаметите тие имиња и тоа како посебно на колегите од академската јавност, ќе им го порачам тоа, бидејќи јас сум дел од истата и ќе го пренесам на моите студенти, односно питомците на Војна академија, каде што треба и најмногу, условно кажано најмногу, да се негува патриотскиот дух.
Чекор понатаму во квалификациите одат оние што ги неапознандани за тој пусти патриотизам, ама од економски карактер, бранејќи ја Македонија со прецизни катастарски мерења, со кои на големо си ја делеа својата земја. Фашистите затоа што викаа дека ќе јаде живи луѓе. Сега поново еден имаше фашист од глава до петици, кажа дека сега неговиот, како да кажам, канибалистички стомак омекнал, па сега ќе не сомели, ќе не прави паштети и ќе не мачка на леп. Иако осомничен дека има слични својства како и други што биле номинирани, а не добиле. Иако со самото објавување е вон конкуренција, во сличен, сугестивен тон, со доза на подценување на главните светски награди. Политичките аутсайдери сепак стравуваат дека такво нешто би можело и да се случи. Самиот институт Нобелова награда, поготово оваа за мир. Ако видите, ако така би можела да кажам, најнесериозната награда, а тоа е во основа политичка награда. И знаејќи дека на Европа и тежеше овој проблем со билатералниот проблем со Грција, а и на останатите, како што гледаме, наполно, и на Соединетите Американски држави, не ме ни чуди да добија таква Нобелова награда. И на крајот, свеста дека таквиот приод ги носи под нулата е на високо ниво. Се извинувам, една мала сугестија има, некој да го засили грејењето луѓе си. Два пати интервенирам, нема да им платиме на крај. Проблемот не е во грејењето, туку во тоа што кај некого се уште има надеж дека атмосферата ќе ја загреат тие што ниту самите во салата во која се собрани не можат да ја кренат работната атмосфера. Завршува ова издание на 360 степени. Налсад следуваат вести. Ние повторно ќе се видиме в понеделник од 22 часот. Пријатно!